Како и сега е Сабајле и ова Сабајле дојдовме на нашите работни места, но што да видиме? Катастрофа. Да идовме на полициски специјалци, плавци, тотално зградата обиколена со полициско присуство, нас не ни дозволија влез, ние сме најдени во небрана. Што направиме понатаму? Го известива нашето членство, тела и органи да се собереме пред оваа зграда, да некој начин да одбраниме, тоест да си го ослободиме нашите канцелари од окупаторот Живко Митревски. Бидејќи знаеме цело масло е негово. Ги соопштила полицијата дека работниците сакаат насилно да влезат. Каде насилно да влезат? Во својот дом, каде што легитимно им припаѓа. Доставе Живко, престани со приказки и креирани сценарија. А иначе ние нема да остапиме ниту еден квадратен метар од оваа зграда, ќе ја браниме до последен работник. Но ќе ја браниме само со работниците и нашите членови, со никого друг. Моето решение е го тука во джеб. И за тоа до ден денешен јас се сметам како легитимен веде председател на Сојузот на синдикати на Македонија. А Живко Митревски ако има решение, нека погледа, нека го покаже. Па после ќе се спориме по судови, ќе преземеме други правни чекори. Нас Министерството да не одредува кој ќе биде председател или Централниот регистар. Советот на ССМ како највисок орган меѓу два конгреси кажа Живко Митревски го повикуваме, го назначуваме за веде председател Дарко Димовски. Видете, сега испаѓа дека ние ја напаѓаме зградата, а специјални сили ја бранат. А од кого ја бранат, тоа нас не ни е јасно. Ние ниту напаѓаме, ниту тие бранат. Ние сакаме да си функционираме и да работиме.